Се зајакна кадровската екипираност во Општа болница Куманово, со вработувањето на 24 млади лекари специјализанти во 15 различни медицински гранки. Прв пат во болницата ќе може да се изведуваат интервенција од пластична и реконструктивна хирургија, а пак на некои оддели ќе биде воведено двосменско работење. Она што како проблем се провлекува изминатите години е недоволен интерес за анестезиологија и на последниот оглас не се пријавил ниту еден специјализант по анестезиологија и реанимација, ниту пак офталмолог, дерматолог и психијатар, информира директорот на болницата Сашо Стошевски. Сега имаме вкупно 24 вработени специјализанти на неопределено време. Тоа е идната надежна општина Куманово, на Општата болница Куманово. Се надевам дека со вработување на истите специјализанти ќе ја подобриме значително услугата, ќе бидеме поблиски со пациентите и млади се во младите и силата. Сега ќе ја распишеме повторно конкурс за овие 4 специјализанти, со тоа што да напоменам и дека конкурс за специјалист анестезиолог е отворен 365 дена во годината, бидејќи реално имаме недостаток од анестезиолози во Општа болница Куманово. За жал, стратешките планови на сите болници во внатрешноста пред 7-8 години не се реализирани како што треба. Значи, работата е малку покомплексна. За да добиете еден специјалист анестезиолог, ви се потребни 7 години специјализација. Значи, некој требал да распише оглас за специјализација, односно да прати општи лекари на специјализација по анестезиологија пред 8-9 години, за да сега имаме спремен кадар. Не сакам никого да обвинувам, меѓутоа порано е било жрботека со специјализација, кој што сакал тоа добивал, а нешто е реално потреба на градот и на болницата. Во моментот тоа го амортизираме со тоа што имаме договор со 8 септември, со Карил, со Стара градска болница, со ШАИ, со ГАК, со сите можни установи во Македонија здравствени, с кои ни помагаат и ни праќаат доктори на дежурство. Меѓутоа, за жал, тоа е се на добра воља. Доколку сака доктор да дојде да дежура, ќе дојде. Доколку мисли дека има побитни работи, не сака да дојде. Сега, за да тоа го надминеме, треба сериозно да се фатиме со работа и ние и владата, да се направат некои законски измени според мене во Законот за здравствена заштита, каде што за дефицит на кадар, што е реално во другите болници, каде што не може да се одбива 24 часовна заштита, ќе мора да се направи измена во член 164 беше да се додаде точка 8 според мене. Сега пак има стручка лица за тоа што го разгледав, каде што без разлика дали здравствениот работник е согласен да биде префрлен во друга здравствена установа, ако реално има потреба за непречено одбивање на здравствена заштита, да мора да биде прераспореден на определено време. Кај нас има уште поголем проблем, што имаме само 2 анестезиолози во редовен работен однос, кои 2026 на почеток одат у пензија. Значи, Општа болница Куманово ќе остане без ниту еден анестезиолог. Доколку на вистина не се преземат сериозни мерки во законската регулатива, ќе биде многу тешка за работа. Во моментот, во месец јуни, имаме 7 или 8 дена непокриени со анестезиолог. Апелирам до граѓаните на трпение, значи правиме се што можеме да ги покриеме тие дни, меѓутоа тоа е што е проблемот, не ви кажам не од сега, тоа е проблем што трае 3-4-5 години. Оперативата, хитните случаи ги работиме, програмот за жал не се работи и итните случаи од областа на гинекологија ги препраќаме за Скопје. Бидејќи ако денеска имаме анестезиолог, направиме цасферс на гинекологија, утре, други ден, трет ден за утре може да се искомплицира нешто, а ние немаме анестезиолог тука, затоа сме принудени да плаќаме на клиника за гинекологија. Правиме стратешки план, исто стратешки план постои од 90-та година сега во болницата, меѓутоа правиме стратешки план и апелирам до наредните дни што ќе водат болницава менаџери, сите и после мене да се придржува на тој стратешки план како едноставно патека на движење. Значи, тука нема политика, нема сентименталност, нема пријателство, значи тоа е стратешки план. Ако знаеме дека за 8 години ќе ни фалат психијатри, мора да пуштиме специјализација, тоа е тоа. За да не се доведеме до ситуација како со анестезија што ни се. Општина Куманово потпиша договор за финансиска поддршка на 4 здруженија на граѓани од Куманово за реализација на локални проекти.
Проектите се однесуваат на заштита на животна средина, социјална кохезија и намалување на сиромаштија, туризам, култура, како и реализација на младински иницијативи, а ќе ги реализираат Сдруженијето за поттикнување на локален и рурален развој УМА 100 за проектот Туристичко-гастрономски кластер УМА Бислим, Зелена градба Асоцијација Куманово за проектот Еко-едукативен центар за деца и млади, Сдруженијето за иновации и млади Ино Млади за проектот Жена Борец, уметност и едукација за одржлива иднина и Сдруженијето за стимулација, едукација и рехабилитација Чекор Плюс 2022 за проектот И јас имам право на среќно и безгрижно детство. Проектите се согласно јавниот повик за граѓански организации и фондации од Општина Куманово за 2025 година, како дел од програмата на секторот за меѓународна соработка и евроинтеграција, стратешко планирање, креирање политики, следење и ЛЕР. Од билтенот на Министерството за внатрешни работи ги издвојуваме следните настани. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово лишиле од слобода 36 годишен кумановец, постапувајќи по претходна пријава дека синоќа околу 22 часот во индустриската зона во населба Карпош со остар предмет се заканувал на двајца малолетници, информираат од секторот за внатрешни работи. Тој бил задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. 68 годишен кумановец вчера вечер во 21 часот бил физички нападнат и ограбен во близина на неговиот дом. Според секторот за внатрешни работи Куманово, лицето го нападнале двајца и му одзеле пари. Полицијата пресема мерки за расчистување на случајот. Матурантите денеска го полагаа вториот екстерен испит од државната матура, кој е по нивни избор. Матурантите кои во јуни нема да ја положат државната матура или не во целост, ќе може да полагаат во август, односно на 12 август е испитот по мајчин јазик и литература, а на 14 август е полагањето на изборниот екстерен испит. За полуматурантите пак на 14 јуни понеделник започнува електронското пријавување за средно образование. Уписот има два уписни рока, јунски и августовскиот уписен рок, со тоа што јунскиот уписен рок има два термина. Првото пријавување е од 14 до 17 јуни, каде што електронски учениците треба да ги достават своите документи. Веќе 18 и 19 јуни ги доставуваат потребните документи во училиштето, а на 20 јуни училиштето е должно конечните ранг листи да ги истакне на видно место. Второто пријавување е на 30 јуни електронско, 1 јули документите се доставуваат до училиштето, а веќе на 2 јули училиштето ги истакнува ранглистите. Во августовскиот уписен рок, кој е најчесто за учениците кои што се на поправен испит, кои што се на испитна година или испити за оние поталентирани ученици, на 21 август се доставуваат и електронски во хартијана форма до училиштето документите, а веќе на 22 училиштето мора конечните ранглисти да ги истакне. Градската библиотека Тане Георгиевски во текот на изминатата година го збогатила книжевниот фонд за повеќе од 3000 библиотечни единици, информираше директорката Марија Спасовска на последната седница на Советот на Општина Куманово. Финансискиот извештај кој беше презентиран пред советниците и јавноста покажува дека библиотеката која располага со сопствена и со буџетска сметка работи со позитивно салдо. Библиотеката во 2024 година има обезбедено преку 4 јавни набавки, обезбедено 3206 библиотечни единици, согласно Законот за јавни набавки. Потоа во годишниот извештај се содржани сите статистички показатели за оние важни, како што кажав, важни и приоритетни наши задачи, мислам, библиотечни, посетеност на библиотеката, број на членови, електронско пребарување во библиотеката и проектите остварени и одобрени од Општина Куманово. Остварени приходи на сопствена сметка за 2024 година се 1.903.466 денари, а расходи направени од сопствената сметка изнесуваат 1.458.360.000 денари, што е всушност еден
позитивен извештај, да кажеме, имаме преостанати 455.106 денари префрлени за стартот на оваа година, 25-та година. Исто така буџетската сметка, како што од одобрените средства или дотација од Министерството за финансии во износ од 14.990.510 денари, реализирани се 14.683.532 денари, што значи дека износ од 306.978 денари се префрлени како позитивно салдо во оваа 25-та година. Министерката за образование и наука Весна Јаневска на денешната пресконференција посветена на набавката на учебници за основци и средношколци за новата учебна година рече дека наместо училиштата да им делат парталави и неупотребливи учебници на учениците, треба да ги пријават во електронскиот систем на Министерството за образование и наука и истите ќе бидат заменети со нови пред почетокот на новата учебна година. Деновиве примам многу поплаки од родители и проследени со слики кои велат дека училиштата им даваат употребени, но и оштетени учебници, од кои одреден обем на учебници со пообемно оштетување. Сакам да потсетам и да ги информирам и родителите, и наставниците, и учениците дека има законска обврска со која оштетените учебници треба да се заменат. Секој училиште според закон треба да формира комисија која ќе ги провери учебниците кои учениците од претходната година ги враќаат, а треба да продолжат со употреба во следната година, односно да бидат дадени на некој друг ученик. Овој пат, еве, јавно се обраќам до сите, дека Министерството и педагошката служба имаат издвоено средства за сите оштетени учебници да бидат заменети, за учениците да не бидат демотивирани, да им фалат страници, да не можат да прочитаат тоа што треба.